Пожарот кој избувна вчера попладне во атарот на селото Бајково на планината Огражден се уште е активен, но е ставен под контрола. Во моментов нема опасност за викенд куќите во селото, ниту пак за црквата Свети Петар и Павле која се наоѓа во близина. Утров во општина Ново Село заседаваше локалниот кризен штаб, на кој беа договорени конкретните чекори кои треба да се преземат на терен за што побрзо ликвидирање на огнот. Во текот на изминатата ноќ имаше дежурни лица од нашето доброволно противпожарно друштво кај црквата Свети апостол Петар и Свети апостол Павле во Бајково со цел да се спречи повторно доаѓање на пожарот кон црквата. А после состанокот ова утро договорени се конкретни чекори кои што заеднички како тим од сите присутни ги договоривме и се тргна на терен. Во моментов се ангажирани околу 30 лица од сите надлежни институции кои работат на справување со огнената стихија. Заменик директорот на Македонски шуми Кире Михаилов информираше дека огнот во моментов се држи во контролиран простор и се надева дека во текот на денот тој ќе биде целосно изгаснат. Благодарение на екипите кои што беа тука, значи пожарот беше ставен под контрола и може да кажеме дека во теков на денешниот ден со овие 30 луѓе кои што ги имаме овде ќе се обидеме да целосно го елиминираме овој пожар, значи да бидат завршени и оние внатрешни чадења кои што ги гледаме. Инаку овде заедно со мене се општинските сили, овде се од доброволното противпожарно друштво РИС, овде се од територијалната противпожарна единица од Струмица, овде се нашите вработени и секако да не ги заборавам граничната полиција од Ново Село заедно со Фронтекс. Голем број доброволци се наоѓаат овде заедно со нас кои што ни помагаат во оние секундарни процеси, значи прават дотур на вода и се она кое што е потребно за да ни биде олесната работата, тоест да биде олесната работата на оние кои што се борат на првата линија. Пожарот на планината Огражден избувна вчера во попладневните часови, но благодарение на брзата интервенција и од копно и од воздух, истиот беше ставен под контрола. Во моментов нема информации за причините поради кои настанал истиот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.